Океј. Пред неколку дена присуствував на едно предавање исто онлайн на еден од нашите ценети пријатели кој што беше и тука, кој што одржа семинар пред периодот од коронава на кој што доста и од вас беа учесници. Многу интересно беше за мене да го слушам Петар Ситар, кој што е кондиционен, кој што е технички тренер бил на времето на Ивици и на Јаница Костелич, професор на факултет во Марибор, на филозофски факултет, затоа што отвараше некакви филозофски димензии во однос на скијањето. И ширењето на дискусијата многу е интересна затоа што, не знам, се движи од општите работи и размислување зашто спортуваме, зашто скијаме, како скијаме, кај скијаме, до моментот дека не станува збор за јасно изразено и нацртано спортско игралиште, туку за терен кој секогаш има различна форма, различни стрмнини, различен квалитет на снег и така натаму, и колку ние треба да бидеме способни да импровизираме во сето тоа, сепак структурирани и да ги користиме нашите знаења кои што ги стекнуваме преку семинари, преку нашето скијачко бордерско искуство и преку обуките за ски и сноуборд учители, кои што треба го вметнеме во најмалите и најспецифичните, да речам, занатски алатки, додека ги обучуваме клиентите. Најситните алатки се, да речеме, како да придете на еден ученик и да му објасните, да речеме, која е потребата да се оди горе-доле, да се растеретува и да се оптеретува. И сега, ајде за да го отвориме, да не биде суво-парно. Има многу причини зашто спортуваме, меѓутоа, ајде, некој, со оваа слика, ако има шанси некој да се вклучи, да пробаме да споделиме некое свое видување, некое ваше размислување, баш ме интересира. Јас имам некоја идеја што би споделила, но многу би сакал некој да се вклучи. Повелете. Се слушаме, дечки? Кире, што беше прашањето уште еднаш? Прашањето беше, да речеме, зошто спортуваме. Поврзано, да речеме, со оваа слика, што ја гледате. Се надевам оди презентацијата, дали ја гледате? Кире, кај мене нема никаква слика. Нема. Да имаш проблем со шерингот. Океј. Се обидам уште еднаш. Фала ви, дечки. Јас изборам нешто, си тече, ама да видиме како киде. Ајде, вие некој нешто нека нафрли. Да речеме зашто спортуваме. Па прво се развива човек и ментално и емотивно и спиритуално, второ во контакт со природа повеќе сме. Барем со овие спортови што се аутдор. Што се бавиме ние? Да, супер. Тоа се некој од вака мислев нели, да речеме, јас преку сликава сакав да иницирам некој малце по-филозофско. Сите тие придобивки од спортот, нели, социјализација, учење на разноразни вештини, подобрување на моторика, здраво тело, здрав дух и така натаму. Меѓутоа, мене ме интересира дали некојаш размислувам, нели, се храниме, тоест работиме за да се прехраниме, за да можеме да обезбедиме средства за да преживееме и така натаму се заљубуваме за да го продолжиме човековиот вид како врста и ред други работи. Зошто спортуваме? Од тој аспект, ако успеав некако да ве наведам. Кире, јас да се вметнам тука како со задоволство. Ние атлетичарите, рекреативци, викаме спортувам за да јадам. Значи, прва асоцијација ми е, нели, здрав живот, втора асоцијација ми е спортувам ради тоа што сум, бидејќи целиот мој живот сум бил во спортот, од мали нозе, па на факултет, па сега и тоа работам. Така да, тоа ми е едно традиција моја, но пред се спортувам за
за здравје, а во овие години спортувам ради тоа што сакам да си приуштам и некогаш и да каснам повеќе, да можам тоа да го потрошам. Супер. А секако и ти што спомна да се ужива и во природата, и во скијањето, и во планинарење и сите тие убавини на спортовите што ни ги пружи. Супер, супер. Дали некој знае од вас, да речеме, кои биле првите олимписки дисциплини? Според мој некој скром... Да, повелете. Ги покажуваш? Нели? Малце, помагам. Помош, во која рака е топчето. Вака сега, некои од најстарите спортски дисциплини биле многу тесно поврзани со, да речеме, со боречките, односно со воените вештини. И уствари, настанувањето на првите олимписки игри било кога се потпишувале мировни договори помеѓу полисите во Грција, и за време на тие мировни денови на мир имале можност да се надпреваруваат и да се доделуваат награди на оние кои што ќе победат во дисциплините. Првите спортски дисциплини биле трчање со војничка опрема, па фрлање на копија и така натаму, гледате делот нив тука, јавање коњи. Тоа биле истите дисциплини во кои што се истакнували најдобрите војници. Е сега, една од моите тези на магистерската беше дека, поаѓајќи од овој аспект, дека во еден сегмент спортот е и сублимација на агресија, значи замена за човековата агресија. Тоа секако било случај во древна Грција кога започнале олимписките игри, затоа што тие што ќе го прекршале примирието биле сурово казнувани. Примирието кое што било правено само за време на игрите, биле потоа казнувани и другите, сите останати ги напаѓале или ги санкционирале како и да е. Е сега, идејата ми потекнува од таму дека во еден дел и навистина, да речеме, кога ќе завршиме со спортување, се чувствуваме испразнето, се чувствуваме задоволено, нели, како да сме го задоволили вториот, според Фројд, важен човеков мотив не е само еросот, него и танатосот. Па оваа форма на контролирано трошење на агресија многу добро понатаму продолжила да функционира во современиот свет и е општо прифатено од сите. Е сега, која е идејата за спортската психологија да тргнеме понатаму? Значи, ние покрај тоа што во спортот се развиваме, нели, на тактички, на физички и така натаму, еден дел од подготовката е и психолошката подготовка, како е што во последно време се повеќе се цени и таа може, според мене, како најефикасен начин да придонесе за подобри резултати во спортот. Значи, не е само тренирање физички, туку и ментално вежбање. Понатаму ќе видиме. Денеска сум се решил да ви представам 3 од техниките на менталниот тренинг, има повеќе, меѓутоа, еве, под број 1 е поставување на цели, која што многумина психолози и спортски психолози сметаат дека е една од најдобрите алатки за подобрување на мотивацијата на спортистите. Ќе видиме понатаму како регулирање на нивото на возбуда. Оваа тема ќе збориме за како да се најде оптималното ниво во кое што човекот не би бил нити апатичен, нити би бил превозбуден за време на или пред надпревар. Тука се смета на најчесто се случува да луѓе кои што имаат многу голема трема не може да го покажат она што го знаат и што го прават на тренинзи во однос на она што го прават на надпревари. Имагинизирање, така сме го крстил, не знам баш дали е најсоодветен македонски израз, бидејќи под оваа тема се неколку техники, значи не е само визуализација, туку е и некои други форми на замислување. Во однос на поставување на цели, како гледам дека ние како инструктори, тоест вие како инструктори кои што сте веќе за трето ниво би имале многу корист. Секако е многу битно затоа што сметаме дека сте достигнале некакво ниво,
каде што може да ја надградите вашата техника. Верувајте дека на почетокот инструкторите имаат, еве, вчера имавме за обнова на лиценци, баш споделувавме некои со сноубордерите некакви искуства. Знаете, на почетокот доста тешко можат да се опфатат повеќе сегменти и истото тоа е, како да речеме, еден ист рецепт да го за хранење го повторувате многу пати. На почетокот ќе го направите помалку успешно, па понатаму ќе додадете нешто, па ќе видите како тоа го менува неговиот вкус и понатаму ќе станете се поискусни, ќе имате можност да импровизирате, ќе можете да организирате подобро, да си ги осмислувате целините и така натаму. Во однос на поставување на цели во сегментот за еден инструктор, може да бидат на дневна основа, може да бидат на 7-дневна доколку ве ангажираат за некоја група и така натаму. Секако оние кои што се занимаваат со врвни спортисти, многу корист ќе имаат од оваа техника на поставување цели. Сега тука на почетокот би сакал да разделам во однос на поставување цели, сите многу сте слушале. Значи целите во спортска психологија многу строго се дефинираат дека не може да бидат посакувани нешто. Значи посакувано нешто за еден спортист може да биде исход од некој надпревар, на пример доделување на медал. Освојување на медал, да освојам тоа и тоа. И ние над тоа можеме да надградиме специфична програма која што ќе следи чекори кои што сега ќе ги погледнеме. Меѓутоа, самата цел не смее да се однесува на исход од надпревар или на нешто што ние не можеме да значи не можеме да влијаеме. Например, тоа е втората точка тука, каде што вели дека целта мора да биде само контролирачка, значи да биде во однос на нашето поведение. Значи да развиеме некоја одредена вештина. Што би можело да биде, ќе видиме понатаму во скијањето и од тука сакам да ќе размислувајте на таа тема. Ќе сакам да се вклучите малце подоцна. Зашто да биде специфична? Затоа што треба да се однесува само на една карактеристика или вештина. Добро би било да биде мерлива, објективно, таа може да биде и субјективно мерливо, меѓутоа ако не можеме нешто да провериме, тогаш таа цел многу тешко можеме да ја поставиме. Предизвикувачка значи дека треба да биде во смисла на тоа дека треба за да се напредне нешто, па да таа цел не води кон тоа. Затоа и викаат дека е најдобра мотивациона техника. Нормално предизвикувачка да, но таа треба да биде остварлива. Сега остварлива за едно детенце кое што почнува да скија, ќе биде сигурно ги направи првите чекори и не е лошо и тоа да се дискутира отворено додека се возите на ски лифт или додека сте на жечара или во ред и така натаму, што ќе се случи дента и така натаму, додека тоа остварливост за некој поуспешен спортист може да биде не знам, да изведе некој трик, да речеме, во скијањето или во сноубордингот, кој што до тогаш не можел да го изведе, нормално во временски определен период, за да си добие смисла програмата која што ќе се однесува и на тренинзи кои што се однесуваат на снег, да речеме, и вежби од типот на релаксација, концентрација и така натаму. Зошто треба да биде динамична? Можете вие да, например, да поставите некоја цел на почетокот на дента, кога ќе го согледате вашиот клиент или детенце, меѓутоа тоа да ве излаже и да не можете да го постигнете или да се промени временските услови и тогаш ќе биде многу големо разочарување за тоа детенце ако не успеете, да речеме, вие целта од дента да го научите да се качи на ски лифт. Тоа хипотезираме. Може би нема да има добри кондури, може ќе изгубите време, додека ги наместите везовите и така натаму, значи нешто тогаш ќе биде да ги направи првите спуштања од 5 метри, 10 метри. Затоа мора да биде динамична, за да може да вие да ги промените. И сега овдека сум ви дал на следниот слайд еден начин како да ја зголемите шансата, целите да ги остварите. Овдека малце се работи за подолгорочни цели, кога идете на еден ден, да речеме, со еден клиент, не би можеле ова баш да го направите, меѓутоа ќе остане оваа презентација и ќе можеме и да ви испратам. Ова е еден формат, значи каде што
и тренерот и спортистот даваат некакви форми на ветување. Кога ќе ги дадете тие форми на ветување на писмено, верувам дека многу повеќе ќе можат луѓето кои што се вклучени во процесот да имаат одговорност. Нема да одиме детално во секој од тука одговорностите на спортистот и на тренерот, меѓутоа сакав да ви прикажам како би можело да изгледа еден форма на договор. Сега тоа не е договор кој што нели ќе се заверува на нотар, меѓутоа ќе придонесе да бидете помотивирани да ги завршите сите овие работи. Во секој време ако некој сака нешто да додаде, да праша, ве молам да влезете во дискусија, слободно. Дадов специјално некои цели од други спортови за да бидеме креативни и да се размрдаме за да можеме да поставиме некои цели, да речеме, во однос на скијањето. Еве ви еден пример за субјективно мерлива цел. Значи има спортови каде што може и објективно и субјективно. Значи субјективно значи дека вие не можете да извадите време на скијање, не можете да извадите време на пливање, да речеме, па тоа да биде проверка или за колку време ќе истрчате некоја одредена дистанца и така натаму. Овдека стои една примерот почнува со лошо поставена цел, ќе подобро мојата игра во поле. Во поле, она знаете, во кошарка се мисли, ова е цел за кошарка. Добро поставена цел е ќе подобро мојата игра во поле, во напад, значи уште поспецифична, со оценка 7 од можни 10, значи ќе биде мерлива, до 9.2.2021, значи и временски определено. Ние претходно што ги задоволувавме тие критериуми за поставување на целта. Кои ќе бидат критериуми на проценка во овој случај? Како се движи на терен, како се поставува во однос на кошот, кај се противниците и така натаму. Кои ќе бидат средства за оценка? Значи, средствата за оценка може да биде само рангирањето на тренерот. А колку често ќе го правите тоа после секој тренинг? Тренинг програмата би може да се состои од 10 екстра спринта после секој следен тренинг, да се прегледува како сте играле, и на крај да се повторува некој договор кој што ќе видиме во понатамошниот дел, како би можело тоа ментално да се повторуваат. Значи се поврзани и најчесто во спортскава психологија, во мојава пракса, започнувавме со вежби за релаксација, кои што се основата на се понатаму. Еви еден пример за објективно мерлива цел, значи да се подобри. Тука можете да сватите, лошо е да замислите дека ќе бидам подобар шутер на слободни фрлања. Значи треба да се зголеми процентот од 60 на 75 до 9.2. Сега во тренинг програмата имате опција за физички да се дополни шутирање на слободни фрлања и ментално. Тука ќе видиме како може да се искористат некои ритуали за пред изведување на слободни фрлања, некои ментални утврдувања, значи како да се предизвика чувството на шутот додека се тренира физички и ментално. Сега сакам да ве поканам да дадете пример некој од вас како би можеле да поставиме некоја цел во однос на скијање или сноубординг, било како сакате. Некоја идеја? Која е почетна точка, дај ни референтна точка. Еве референтна точка би била, јас спомнав преска имате некој клиент, детенце од 10 години, кое што неколку дена се скијало, веќе може да се вози на скилифт самостално, сте вие еден ден со него на жолтиот скилифт и еве да речеме како би го структурирале денот за да го мотивирате повеќе преку поставување на цел. А лошо нешто, например, лошо изведува некој дел од техниката. Ја мислам дека би требало нешто, ако е дете во прашање, нешто преку игра.
да се, не знам, ако не се наведнува доволно, например, да се постават, не знам, ова стапчиња или некои пластични помагала, алатки, Да, па тоа да е поминува, супер, да. да се наведнува нешто. Има некои од школите Да, видов дека користат како капија свиткана која што за да да. сликне и така и не знам би можело не еве ајде смислете вие јас да не навлегувам мислам супер е почетокот ама еве може и да биде некој понапреден скијач еве размислете знам дека тука некои има кои што се занимавале долго со спорт со скијање или со некој друг. Добре, нема ја да гнјавам многу, нема врска. Значи, треба да се водите од овие принципи, да биде специфична, да биде некоја вештина. Мене идејата ми беше како ова Виле што кажа, ако не кликнува доволно доле, да речеме некој спортист би можел да бидејќи ова ќе биде субјективно, значи не може објективно да се измери, да го подобрам моето растеретување горе-доле, например, од двојка на петка, како да речеме како школски пример, денеска од почеток до крајот на денот. И сега кои би биле например Виле даде супер пример дека можеме да искористиме тие што се стапчиња за да се свитка временски определена е затоа што сме дале кратка цел за денот и тоа да го вежбате цел ден. На крај проценката ќе ја направите вие како тренер и можете тука да играте многу заедно со детето. Океј. Одиме понатаму. Ова секако можете да го размислувате и да го користите и да се консултирате со мене и да ви ги испратам ако сакате дополнителни материјали. Значи ова е втората техника на која што ќе се осврнеме, значи регулирање на нивото на возбуда. На англиски arousal. Но на оваа слика сега не е баш убава оваа крива, ова е нормална крива на распределба која што треба да биде малце поише како наопачки. Ова е некој брдо скијач кој што сме го нацртале ние, тоест јас што сум го нацртал или нема везе. На левата страна вертикалната оска е нивото на изведба, значи кога се мисли на нивото на изведба, сакам да потенцирам дека станува збор за тоа колку добро ќе одскија, да речем, колку добро ќе изигра еден кошаркарски надпревар или колку фудбалски, нели сега, пошто и во тој дел сме. На долната оска, нивото на возбуда, значи на хоризонталната, од ниско кон високо, значи ниското ниво на возбуда се однесува на луѓе кои што се апатични, не многу активни, зборам пред почетокот на надпреварот може да му се спие, да не сака да се загрева, да не сака да влезе во интеракција со тренер или така натаму, сигурно сте се сретнале со тоа. Оптималното, средното ниво на возбуда се однесува на кога најдобро би можеле вие да одскијате. И секој спортист треба самостално да го определи ова ниво. Ова ниво за различни луѓе се наоѓа на различни позиции од оската и тоа е задача која што е остварлива и може да биде поставена исто како цел за да се одреди оптималното ниво кога спортистот најдобро функционира. Секако доколку сте превозбудени, на високото, значи згрченост, паника, дури некои добиваат, многу се нервозни, сме ставили насилство многу често, преголема возбуда, знаеме да видиме дека на спортските терени може да дали може некој да даде пример како функционира тоа, ја ако сум превозбуден да не можам баш добро да возам кола, да идам да се спуштам по стази, да скијам и така натаму. Ете, Кире, ќе ви давам пример. Ланската година нели имавме Лига на надежи во Маврово, повеќето и две надпреварувања имавме у Шапка, така? И вие бевте присутни тука. Да. Сега два сина имам, едниот е, демек Лани беше 8 годишен, едниот 5, сега веќе е 6 години има. И сега и двајцата беа, и двајцата беа у различни категории и во две различни клуба. Едниот е у Љубота, другиот е у Шари Академија.
И сега две различни тренери, а татко ко ски учител со нив. И двајцата ми се другари, нели, и Бојан и Јусуф. И сега е интересно, кај и двајцата баш ме интересира ова оптимално ниво, сега што го гледам овој слайд. Добро. Интересни ми се децата, браќа се, али не личат во ништо. Во самата стартна точка, демек тоа не се менја. Големиот не ме остава ни да го масирам пред старт, ни ништо. Не сака ни, демек, не знам, повлечен не, али се затвара комплетно. Не се консултира, не сака да зборува, ништо, вика остајме, сам не ме масирај, пред врата горе ништо, дур да заврши доле. А малиот е контра. Он, демек, има 2-3 години разлика имат, со него морам да бидам горе, уште е мал, нели? Морам да бидам горе у стартната точка. Он концентрирање за да излезе од капија, нели, да стигне подобро до доле. Демек, цел има, децата кај моите деца целот е да добијат медалја или диплома. Тоа е целта. За се. А јас сум ги оставил. Да. Јас сум ги оставил демек еднаш дека мали се уште рекреативно да скијат, еднаш да учествуваат, а потоа да дојдат медали. Се интересно ми доаѓа и демек кај малиот он ништо не разговара. Ќе почне, ме остава, масирај ме, ова, она, ајде ќе почнам со стартот. Кај него нема ништо. Никаква возбуда, нема ни трема. Големиот ми се тресе у самиот старт. А кај малиот обратно, кога ќе заврши од финиш точката, после пола сат почнува стомакот ме боли, грчеви, горе, она, демек различно им се манифестира тоа возбудата. Многу е тешко вие. Не знам каде има оптималното ниво, интересно. Па еве сега ќе видите што може да направите за да го определите во понатамошниот дел. Меѓутоа по мене многу е тешко вие како родител да останете индиферентни. Вие сте во скијањето и сега вашите деца ништо да не направите, ништо да не им кажете дали сакате или не сакате, тие чувствуваат притисок од ваша страна. И тоа мора многу да се работи на тоа. Да знаете, по мене во двете варијанти не е најдено оптималното ниво и ќе видиме како може. Фала ти Ацила, многу во нема нешто. И ми помагаш за да отвориме темава малце по интерактивно и по длабоко, низ примери. Сега, значи вежбањето на регулација на ниво на возбуда, нормално, ако се превозбудени, треба да пристапиме кон вежби за релаксација. Едни од вежбите. Сега, тоа е основата на се. Дали сакате, еве, сакам сите да ве прашам, дали сакате да пробаме една вежба за релаксација? Ова е само еден дел, нема да трае повеќе од 3-4 минути, меѓутоа јас би сакал да ве водам низ тоа, за да го осетите како би изгледало почетокот на учење на релаксација. Кој е за? Може. Да, може. Може. Raise hand, ова, она, нешто. Кој е тука, кој не е. Може. Заедно. Значи, што се бара од вас? Да поминеме низ процесот кој што сме поминувале со многу од спортистиве, учејќи ги вежбите за релаксација. Со Вуксановиќ бевме на некои припреми во Хинтертукс и таму во еден период организираше медитација. Значи, основата на сите овие вежби потекнува од, да речеме, од некои такви йога, медитација, на некој начин, значи, контрола на сопственото тело и контролирање на мислите. Што се случува? Значи, човековиот мозок е има одреден капацитет. Доколку се ангажирате да мислите на една работа, многу тешко ќе оди да мислите на друга. Вежбајќи ја релаксацијата, правиме простор за понатаму, кога ќе се сретнеме за време на надпревар, кога ќе треба да се мисли на конкретна задача, имате обструкција од други работи, како да се релаксирате и да се фокусирате само една. На почетокот, како и во сите други работи, после 2-3 минути мислите ќе ви одлетаат на една страна, меѓутоа колку почесто ова го вежбате, толку подолго ќе можете да изведете. Во вежбиве за релаксација, оваа ја што ќе ви ја прашам, ова е почетната, прогресивна мускулна релаксација, трае долго. Идејата е да се научи која е разликата помеѓу стегнати мускули и која е разликата помеѓу опуштени.
Кога ќе краток дел ќе изработиме, ние меѓутоа има за сите, дури и за очните капаци вежби, за сите да може да се активираат и да се вратат. Идејата е да не заспиете. Да не заспиете. Мислам, јас сега може веќе некој му се случило тоа 7 сат цел ден на работа, можда на скијање. И многу често ни се случувало, меѓутоа пробајте да останете будни, нема затоа и кратко ќе биде, пошто ова е само тест, доколку некој сака ќе му испратам целата верзија и може да си практикува и сопствени начини на релаксација. Секој човек различно може да се стигне до целта. Целта е да вие за 2-3 издишувања веќе чувствувате подобра, порелаксирана работа. И кога ќе ви притреба да се повикате на тоа. Ова исто може да се користи во животов, не знам, трема пред испит вечерта не може да заспиат студентите или учениците. Со оваа вежба многу лесно може да влезете во сон. Сега вела дека 5 минути релаксација минува саат време спиење. Јас не би бил толку многу агресивен и самоуверен, мада некои наши пријатели практикуваат и стварно имаат добри резултати, ама патлиџан у зима не е ист како патлиџан у лето, така да добар сон си е добар сон. Ова е само еден начин како да малце се опуштите. Океј, седнете или легнете и наместете се некако како што можете поудобно. Значи како што ќе оди вежбава, ќе се опуштате и ќе може да ќе ви биде потребна некоја нова позиција. Тоа преместете се, можете да поголтнете, можете да си ги преместите рацете и така натаму, меѓутоа не прекинувајте да вежбате. Треба да ги затворите очите и ако сте спремни да почнеме. Може да почнеме? Може. Фала. Еве малце 1 секунд, само затворете ги очите и пробајте да издишете длабоко и да вдишете длабоко неколку пати без ништо да правите. Ќе почнеме со десната тупаница. Шаката стиснете, сега стиснете најсилно што можете и држете ја така стиснато, стискајте, јако стискајте, многу силно. Фокусирајте се на тензијата што се случува во шаката, во подлактицата. Осетете тензијата, колку е таа стегната. Сега опуштете, отворете, дозволете прстите да се отворат и да се расшират. И внимајте каква е разликата помеѓу моментот кога раката е стегната и кога е пуштена. Додека го правиме ова, очите треба да ви се затворени и да дишете мирно и спокојно. Уште еднаш идеме со десната тупаница. Стиснете ја десната тупаница најсилно што можете. И држете така, неколку секунди, се уште држете. Сега, почувствувајте разликата помеѓу десната која што е стегната и левата која што е опуштена. Сега опуштете вашата десна рака, дозволете крвта да протече низ мускулот, осетете како тој се загрева, прстите полека се отвараат и осетете како се раката е релаксирана. Треба да направите јасна разлика како изгледа кога раката е стисната и кога е опуштена. Ќе одиме сега со левата рака. Левата тупаница стиснете во бокс најсилно што можете. Стискајте се, стискајте. Стискајте, држете уште стиснато. Сега опуштете. Дозволете целата тензија, целата напнатост да излезе надвор. Со секој издишување, раката е се поопуштена, а тензијата истекува надвор према прстите и излегува од вашето тело. Ајде уште еднаш, левата тупаница. Стиснете ја многу јако. Осетете сега како е таа стисната. И видете како десната рака ви е опуштена. И се опуштете. Прстите се благо отворени, рацете се спуштени. Со секој издишување, почувствувате рацете како ви стануваат се потешки и поопуштени и како притискаат на долниот дел каде што ви се подпираат.
Секој издишување, рацете ви стануваат се поопуштени и поопуштени. Направете уште 3-4 издишувања и полека отворете ги очите. Кога ќе бидете спремни, кликнете unmute и кажете продолжиме со презентацијата. Се надевам не заспавте, дечки, ајде да видиме дали имаме unmute-ови овдека. Добре, тука сме. Добро, значи многу лесно може да се заспие. Дајте сега да видиме дали сте тука. Сакате малце пауза да направиме, да се напиете вода или нешто? Да не ни дојде многу шок од опуштање. Од опуштање? Не. Малце кратко, ова се однесуваше само на рацете. Кажете ми некој фидбек. Идејата на оваа вежба е да се научи како е опуштен мускулот, како е стегнат, како можеш да се опушти се повеќе и повеќе со секој издишување. Значи, целта е да кога ќе се усовршиме, после, да речем, месец дена вежбање, вие со 3-4 издишувања ќе го поминете целото тело и ќе направите едно опуштање. Некој Пред да фидбек? ти кажам право, денеска отваравме сезона горе, првпат ми беше оваа сезона скијање, после скијање душ и тебе те слушам. Со оваа релаксација за малце, нокаут. Да, многу лесно може да се случи, ви кажав, да. Океј, значи имаме техники за релаксација, имаме и за подигнување на нивото на возбуда. Знаете, добро е да се комбинира и да се прават брзи промени. Значи, да идете горе, да идете доле. И после, кога ќе сакате, можете да идете каде. И така ќе го најдете вашиот оптимално ниво. Океј, вака, најефективните е слушање на музика и многу често сте виделе како спортисти слушаат музика. Нормално се вели дека 3 типа на музика може да слушаат. Некои, да речеме, што би ги подигнале нивото на возбуда, да речеме химна, брзи песни, децава сакаат да слушаат хитови кои што нив им значат и така натаму. Имате опција, ако слушате некои стари песни, тие да бидат специјално поврзани за тој што го прави изборот на музиката. Можете да помогнете како тренер, да сугерирате дека треба да си направат 10 брзи песни, 10 спори песни и така натаму. Внатрешниот говор се однесува на тоа да речеме пред старт на надпревар, многу интересно, може да се напишат, да речеме, 10 позитивни искази. Сега ние во нашите обуки, јас кој работам со инструкторите, секогаш се трудам да најдеме начин како една иста работа да се каже на позитивен начин и да сакаме да коригираме нешто. Од наједноставен, во сноуборд, ќе ви кажам се, извинете, нема во скијање, ама ако даде некој пример, супер. Ние во сноуборд честа грешка е да се витка грбот наместо колената. И луѓето мислат така дека се во некоја спуштена позиција. Многу од инструкторите би рекле не го виткај грбот. Меѓутоа кога ќе кажете не го виткај грбот, ученикот не знае што треба да направи. Секогаш би преферирал да го користите тој позитивен овако едноставно е многу да го исправите грбот. Или не ги исправај колената, или колената немај назад да седнуваш. Океј, кажете што? Еве, ако на скијач му велите не седнувај назад, што би му кажале? Кажете. Едноставно. Што би му рекле? Кој би бил тој ваш позитивен приод? Може да биде, например... Да притиска со градите и со рамената на врвовите на скиите. Фала, Мацко. Тоа сакам, чисто ве прозивам вака, и ми е драго да се приклучи некој, знаете, тешко е да сам зборите, не иде баш, али фала ви за... Да, не иде. Тоа Ако е избор на музика, јас пред секоја трка имам само една единствена песна што си ја пуштам цел ден се додека не почне трката и таа е од AC/DC Thunderstruck. О, добро. Ете, зашто треба да биде индивидуална? Например, мене Thunder па баш ме подсетува да речеме тоа е твоја и таа е супер. Например, кога не удри гром,
Така да таа песна за мене нема да биде многу позитивна, затоа треба да имате индивидуален пристап во напоставување цели, знаете, за секого различно. И секој си има своја музика која што го подига и секој си има своја музика која што го смирува. Тоа можете многу добро да го не знам дали сте размислувале околу држењето на телото, да речеме како тренерот исто би можел да влијае пред надпревар, гестикулации, да речеме тренер кој ќе дигне раце, кој ќе се откаже од надпреварувачите сред надпревар. Ајде бе беги таму, што правиш ова, цела година тренираме. Знаете, тие се некои работи кои што не се дефинираат, али многу има влијание. Сеќа ова е еден преднадпреварувачки ритуал кој што делува за подигнување на возбудата, меѓутоа и на тимскиот дух. Не знам дали го за кратко ќе го секунда само да видам. Optimize for видеоклип. Супер, добро. Ќе пробаме да го пуштиме овој видеоклип. Дали го гледате мојот екран? Да. Некоја реклама мора, нормално, пошто е на YouTube, Да. треба да продадеме нешто и така натаму. Звук немаш, не знам дали значи нешто тоа. Да, еве сега ќе пуштам, добро би било да има звук. Добро. Едно интересно видео кое што се однесува на, да речеме, тие преднадпреварувачки ритуали, кое што е интересно и за публика, интересно и за нив како тим. Не знам, често гледав како некои цели тимови, да речеме, се шишаат келјави. Исто имаше нашата фудбалска репрезентација, ама не го прашав Вук, тоа има некои фризури на последниот надпревар, не сите, некои од нив, можеби и тоа беше дел од таква една тимска подготовка. Океј, Вук, како беше тоа? Имаше нешто? Не, немаше ништо односно тоа, али ова е супер, ова се Маури, Нов Зеланд. Нов Зеланд, Одличен да. ритуал има, да. Чака Маурија те. се супер. Да. Океј, кратко ќе идеме, нема да ве задржувам уште многу. Значи, во однос на имагинизирање, сум го крстил, не знам дали таков македонски постои, визуализација. Значи, визуализацијата има многу голема примена, особено во скијањето, во однос се виделе пред почеток на надпревар, пробуваат некои да замислат целата стаза, да го предизвикаат чувството како во колена горе-доле и верувајте дека помага доста. Значи, звучно имагинизирање има, значи представување да седнете, да се релаксирате во на положба во која што бевте и да замислувате звуци. Не знам, тие вежби одат со почетокот, пред тебе стои звонче, земи го, затреси го со раката, слушни го звукот како е. Значи, да замислите музика, да замислите. Ова се работи со малце понапредни спортисти, кои што, верувајте, секоја замисла ќе им користи многу во отклонувањето на некои ствари кои што сега ги кажувам. Исто, кинестетичко имагинизирање е крстено вежбите кои што се замислуваат движење. Значи, не знам, може наједноставно да седнете па да почувствувате како седите на некое пристаниште, па доле бетонот под вас е ладен, па занишајте ги нозете и така натаму. Зашто? Зашто би ни било потребно се во ова? Например, Кире, може малце само еден коментар за ова, за визуализација? Многу ми е драго. Не знам дали е можно кај спортисти или атлети што не се у некој барем средно ниво на развој, зашто еве кога сме малце попосветени на тренинг, кога имаме
надпреварување или цел или вештина некоја која што треба да се владаме, ама сме доста желни да го направиме нештото посветени. Ние имаме шанса 3 пати да направиме тренинг. Прв пат правиме тренинг со визуализација и со замислување на цел тренинг, значи однапред со тренерот се договараме што ќе работиме на нареден тренинг. Добре. Пред тренинг одвојуваш време како атлета сам, затвараш очи, не ни мора да мижиш. Го поминуваш буквално цел тренинг од прво до последно. Доаѓаш на тренинг, го работиш тренингот. Добре. И од кога ќе заврши нештото, уште еднашка имаш шанса да го направиш истиот тренинг. И за мене тоа у период кога сум тренирал попосветено и као за некои трки или за шо и да е, значи се осеќам као 3 пати да сум тренирал, не како еднаш. Ако реално имаш само 1 саат тренинг, можеш ствари да 3 пати кога ќе поминеш еднашка пред, еднашка вистински, еднашка после тоа, стварно да ти се зголеми нивото на напредок. Да, И на секако. разбирање на нешто. Секако, Не да. знам сега дали кај кога работиме со ученици, што за Добре. прв пат се среќаваат, дали можат они воопшто она пред визуализација да работат, али пост визуализација можат и пред. Можат 100%. Значи ваша е одговорноста и ваша е умешноста како тоа да го направите. Еве ќе ви дам еден пример. Покрај тоа што ќе визуализираат, може да им дадете и фидбек со преку снимање на видеотелефон, што е многу ефективна алатка. Сега имаме сите мобилен телефон со камера во секое време со нас и на најмалото спуштање можете да ги снимите. На првите чекори каде што треба да го вежбаат основниот став. Еве замислете, му го објаснувате доле на жутиот на рамен терен или било каде еве на аеродром на рамното скроз, како да се наместат во почетен став. И се вие ги местите, така? Еве тука колената, тука, еве се ова, запамти. Океј, и ќе му кажете затвори ги очите и запамти кај ти се рацете, кај ти се нозете, кај ти се. Може да го сликате од страна. После, покажете му ја сликата, ваков беше. Нека тргне на терен, нека се искриви цел. Вие снимете го спуштањето и покажете му. Значи вака гледате да најдете момент кога он добро ќе го направи и тоа да го изфорсирате. Се овие дискусии, фала ти Марија, се многу добри за мене, затоа што некои работи што сум мислел да речем овие 2-3 дена пред додека спремам презентацијава дека ќе ги дискутираме, вака ме поттикнувате да ги издискутираме. Многу е важно да направите сендвич. Сендвич не е за протести и контрпротести, туку сендвич за давање на информација и фидбек на еден ваш клиент, ученик по скијање. Го учите детето да скија и оно ве праша и како бев. И се она катастрофа, реално, ама вие треба да најдете нешто. Не беше лошо, или да кажете добро беше. Овој дел можеш да го коригираш вака, или многу малце да се осврнете на тоа што не чинело и да дадете начин за оно што ви кажав како позитивно да му кажете. Значи, окей, грбот беше свиткан, но тоа не е важно. Грбот можеш да го исправиш кога ќе ги подпреш колената напред на цеваници на окото и ќе ги исправиш градите. И добар си. Ајде, сега ќе биде уште подобро, така да го завршите секој делче од конверзацијата. Да, може да се фалати и може да се искористите овие работи сега што ги спомнавме. Океј, значи, најдобра варијанта е, како што кажа Маријан, да ги комбинирате и ментален и физички тренинг. Значи, еве, за нас како скијачи, најважно е ова ментално утврдување. Значи, да се потврдат и да се цела стаза, за пример тркачите, алпските скијачи и сноубордери, имаат шанси да извозат целата стаза. Верувајте, тоа ги држи и ги воведува во ментална кондиција, истото го направат и физички кога ќе почнат. Сега како одат овие работи? Значи, основата за се е прво да научат релаксација. Кога ќе научат релаксација, вие можете многу лесно да ги надградувате работите преку вежби за визуализација и така натаму. Со секој повторување ќе стануваат се подобри и подобри. Вили, извини, само видов дека има некоја дигната рака. Дали е заборавено од сега или е...
Не чисто сакав да ова што го зборуваш, ја не знам дали се сеќавате на Рок Петровиќ. Ами Јас имаше студија правено за он прв го покрена тоа прашање за визуализација. И он баш тврдеше, еден од пионерите беше за тоа дека треба стазата буквално визуализација да направиш, па после да ја возиш, и има баш некои мерења, истражувања правеа колку таа визуализација помага уствари. И после тоа, после него почна многу да употребуваат тие техники. И до ден денес ги гледам сите визуализират и ги паметат тие стазиве. И во Такиве. тоа се станува подобар. Значи не можете сега вие почињате да учите релаксација, визуализација и да бидете одма супер. Нема ќе извозиш 3 капи и ментално. Нема да можеш да ги извозиш. И ќе ти отиде паметот на нешто друго. Ќе помислиш, чекај, дали ми е кондурата добро наместена. Меѓутоа со секој наредно треба се подолго и подолго да можете да издржите во вашата ментална задача што ќе си ја даете. Дали е релаксација, дали е визуализација или некако битно имагинизирање. Фала Виле, да, секако дека го памтим јас Рок Петровиќ, меѓутоа ова не го знаев и баш фала ти за убавите зборови. Сега, што мислите вие, како би требало да биде визуализацијата на една стаза? Дали да биде од трето лице или bird eye view, значи да се гледате од згоре кога ќе ги затворите очите, или да се гледате како вие да ја возите патеката? Што мислите, кој е подобар начин? Интересно прашање. Ама ова многу може да се работи, има многу големо поле. За жал кај нас многу малце на ова сме посветиле внимание. Еве јас можам лично ви кажам дека како вработам Јас од bird eye view, односно се гледам себе кога го правам нештото, а кога го замислувам додека не го правам, ми е као да поминувам низ него со мои очи. Значи ово прво лице. Прво лице како вие да поминувате низ него. Да, кога не го правам нештото, го замислувам како да го правам, а кога го правам, го замислувам како да се гледам од надвор од себе, од страна. Искрено Тоа не ми те е од- разбирам баш убаво. Кој е нешто? Еве што правиш? Еве, возам стаза, така возам една трка. Збориме додека скијачка вистински- стаза. Да, скијачка стаза. Океј, Па и со не капи? само скијачка, зашто се трчам и зашто тренирам и се тркам у триатлон, например, и некојаш и велосипедска и тркање, мислам трчање, некојаш Ајде за да ни биде Додека- појасно да фокусираме, да се идеме фокусираме на на скијање. скијач. Додека скијам, го гледам нештото као, мислам, ја гледам стазата као од излезен од себе, па од страна се гледам као скијам, а пред да скијам, додека не скијам, со затворени очи, Мгм. ја поминувам стазата како да ја скијам јас, како да ја гледам, Океј. како да ги гледам само. Добро, Тоа ми да. е моја, така мене ми се дешава. Сега не дека сум одбрал така да го правам, не дека тежнеам кон нештото, него така ми доаѓа природно. Океј, значи за мене тоа да пред например гледаш у прво лице еднина, тоест ти како да возиш, да, тоа е тоа. А додека се вози самата трка, значи јас би повише сметам дека е фокусот на, не знам, на капијата, на горе-доле, на поглед напред што има, дали има дупка или не, трета, четврта капија пред тебе и така натаму. Не битно. Сакам да ви кажам дека во однос на преднадпреварувањето, секако дека е подобро да се гледа од прво лице еднина за нашиве спортови, особено. Додека се вежбаат некои тактики и да речеме во кошарка, сега кошарка и скијање ги дадувам како спортови, меѓутоа е и фудбал, да не биде дека го дискриминираме. Тактичките е добро да се гледаат од озгоре, од трето лице, значи од bird eye view. Така да Може да прашам зошто? по мене и по она што го сме го разговарале, да речеме, со мојата менторка која што ме консултираше, значи одговорот би бил затоа што така полесно се согледува шемата каде си ти и каде се останатите. Бидејќи ако си во прво лице еднина не можеш да се видиш себе си кај си во шемата во кошаркарската игра. Например, треба да видиш дека си слободен за шут од 3 од крило, да речеме.
А кога си ти сам шутот 3 од крило, може не си наместен баш на таа позиција, не ги гледаш другите играчи кај се. И овдека тактичката е за како да се постави целиот тим и каде си ти. Тоа беше одговорот во оваа смисла. Ама тоа значи дека има разлика меѓу индивидуален и групен спорт, така? Да, за секако, да. Во индивидуален ќе би одело во прво лице тоа што го кажуваш ти. Па да, за ова, Да. за скијање, за да речеме, не знам, уметничко лизгање, некои трикови кога се прават во фристайл спортовиве и ролери и скейт и така натаму, да. Океј, туку уште некои ствари сакам да ви споменам, дека преку овие вежбиве за замислување, значи истото се случува да го намалите стресот и тензијата пред надпревар. Користејќи го времето да се посветите на вежбите кои што ги правите, нели, да извозите стазата ментално, немате време да мислите како да речеме се загрева некој што е многу подобар од вас. Тоа нас многу често ни се случувало, например, ќе дојдат некои скијачи и тој ќе пролета тука поред нас и уште тогаш ќе ни ги сече нозете. Така да тие, например, реченици, внатрешен говор и вежби можат многу да ве спасат. Прво, нема да гледате глупости, други ќе се фокусирате на себе и ќе го дадете најдоброто во однос на вашиот перформанс, а позитивните реченици и искази кои што се дел од внатрешниот говор може да се однесуваат на, ги осеќам нозете многу лесно, одам горе, доле, фино влегувам во отклон за завојот, раката ми е добро поставена за да удрам капијата и така натаму. Во групниве спортови, а и во индивидуалниве нашиве, значи еден дел има преку имагинизирање се учи и паркирање на грешки. Значи една грешка може да води во друга и да го направи многу спортистот растресен во смисла на тоа да не може понатаму веќе да ја извози. Ќе направи една грешка и не може трката, се фокусира леле како сгрешив, перфекциониста, не извозев стазата, а тоа најчесто не ни носи добит, не ни носи финот. Често пати сме виделе дека и покрај една излетана капија или не фатено добра, не излетана, ако ја пропуштите се дисквалификон, меѓутоа да ја фатите со некој мало закочување, може да се случи да победите трката на крајот ако лесно се ослободите од тоа и го isfрлите од ум. Океј, тоа би било негде, само секунда нешто да видам, овдека во моја презентација. Океј, јас сакам да ви некои знаат, некои не знаат, значи ова е еден слайд кај што ние во 2009 година, а и во тие неколку години, значи 3-4 години, две наши девојки во сноубординг, во слопстайл беа во најдобрите 10. Значи, верувајте, цели 3 години беа во најдобри 10. Станува збор за Андреја Угриновска и за Ана Пајковска. И многу убава е вака, ова е слайд од Фиска, што не знам, позади нас е Франција, USA, Канада. Искрено ви кажам, ова малце себе афирмирање од Петар Ситар го догледав, бидејќи знаете, слушате некој кој што не знаете каков бекграунд има, со кого работел и не е фалење, меѓутоа е истакнување на тоа нешто убаво што сме го направиле. Со Андреја Угриновски имавме многу сериозна комуникација, многу од овие работи ги вежбавме. Една од најдобрите победи имавме една австрика гостинка со која што скока на жутиот и се бореа за прво место. Тоа беше серија од 4-5 скока и таа правеше задно салто. Андреја не можеше тогаш тоа да го направи во тој период, мислам дека е негде 2006-2007 година. Немаше добро увежбано 360 и на сам старт горе ми вика, бе, шо да правам? Викам, ти дашка направиш 360, може ли? Да, викам, ајде сега. Ке се пуштиш од овде, со оваа брзина, пред самиот скок ќе замечеш, ќе скокнеш и ќе го направиш. Само ме погледна, отиде, се пушти и го направи, со тоа победи, со тоа стигна до овие 45 поени, на кои што за кои што вака добро изгледа во нашиот спорт. И тоа би било се за денес од мене. Фала ви многу, ако бев многу обширен, извинете, ама се надевам дека уживавте.
Еве Вук, мислам дека дига рака, па дечки, ако имате некои прашања, дискусија, ве молам дајте да продискутираме. Јас се пријавив прв, најверојатно ќе ги потекнам и другите. Супер, Кире ме потсети на многу работи и од визуализација до, мислам, до се оно што можеше да се зборува. Искрено нема представа за што ќе зборуваш. Нели така се договоривме темите видат, секој да ги одбира сам. Ќе почнам од назад, не треба да се кажат сите успеси, затоа што луѓето прво не знаат со кого зборуваат, најчесто. Не знаат и тоа е добро за мотив, за да едноставно знаат да им се прошири видикот и да знаат со кој човек или со кој предавач кои теми може да ги почнат да ги зборуваат. Тоа е окей. Не е само фалење или нешто, тоа е апсолутно окей. Инаку визуализација со студенти, постојано кажувам, 18 студенти, почетници тотални, ски не знаат како се стават, не знаат што е вест, не знаат што е. Првиот ден и така, ама втор, трет, четврти ден правиме редовно визуализација. Навечер пред спиење, застани сите. Првин ќе застане, првин во столче, седиш и го возиш ликот, значи плук или било што, еднаш, два пати, три пати, после тоа стануваме. Па одиш, возиш, па ги правиш корекциите, вртиш, па правиш плук ако треба со рака и кај стоп. Застани, погледни кај си, што си, да видиш колку добра слика се појавува, некој тотално не е во таа позиција. Значи не може да го замисли движењето. И се како, ако не може да го замисли движењето, како ќе го изведе? Тоа е многу супер Не може да го замисли, а треба да го направи. Мене ми се случувало, од пракса ќе кажам, во фудбал, например, со дечки правиме после тренинг визуализација и релаксирање. Стречинг се, не сега, зборам за прволигашки клуб, не со репрезентација, и правиме визуализација за да ги опуштам, за да почнат да ги почувствуваат мускулите. Некако не може многу, ама добро, со тренинг, нели тоа се оди. И се им давам една вежба, корнер, тие што се одбрана, бранат, тие што се во напад, што одат на корна, тие се во напад, значи сите имаат задача некоја. Без разлика кој им е над противникот, не го гледаат, значи имаат замислен противник. Еден изведува, одбираме, еден изведува, го гледаат човекот кој изведува, супер, викам, шутира, еден играч, шутира, топката лета и полека, и са топката лета, викам, вие можете ли да се видите околу вас, кај сте поставени, значи лета се уште топката. Slow motion цело време одиме за да може да се направи и добро топката лета се приближува кон прва статива, пример договор било втора статива, што треба да направиш, кај треба да се постави, секој за себе, без разлика, тренерот што ти кажа. Значи сега не е битно, секој си прави своја слика во глава. И добро топката сега, кога ќе кажам 1 2 3, ќе трне да оди со реална брзина и да видиме што ќе се случи. Топката оди со реална брзина, ја кажам 1 2 3, так. Давам 3 секунди, стоп. И викам, кој даде гол? Тројца дигаат рака. Како бе тројца дигаат рака? Браво, Како викам, ако не можете да извизуализирате дека гол се дале, па не може да дадете гол, дечки. Значи треба да се погоди. Браво, да се погоди некој глава да Систо како примерче дека визуализацијата е многу битна со тоа што во процес на учење на движења помага во еден момент, како го вика тоа information acquisition, information skill acquisition, ама има и друга една теорија од dynamic ecology, ама тоа е нешто друго. Сега ние мораме да замислиме на пазар кога одиш, си правиш некоја како се вика план, нели? Па веројатно и посебна слика за каков патлижан сакаш да купиш, може да го најдеш баш тој, ама барем да биде слична, знаеш, до убавината на тој што си го замислил. Се не можеш да замислиш, не можеш да замислиш скапан патлижан, нели? Треба да замислиш секоја шуга. Здрав, сочен, баш македонски еден толкав јабучар. Добро. Претходно ќе се спремиш со медитирање да не се разочараш ако не најдеш таков патлижан. Да, и основата на сите вежби, верувајте ми дека е подобро прво да научат релаксација и да научат како да останат во некоја. Зашто релаксацијата? Тогаш кога ќе се релаксирате, тоа ви е како состојба пред да заспиете. Верувајте, тогаш мозокот е најактивен и најкреативен. Тогаш ви текнуваат работи, или кога ќе се разбудите у полусон, подразбудени, значи кога малце сте стишани и изолирани од другите тековни активности кои што ви се денот, кои што ве замараат, кои што размислувате. Ето. Добро? Супер.
Фала ви многу. Не знам, уште некој ако нешто сака, ако не, да го завршиме со станокот и да си посакаме пријатна вечер. Фала, Кире. Супер Фала ви беше. многу, фала ви многу. Интересно е да им мислам дека јас многу често им поврзувам на моите ученици, пошто скоро секој возел точак. Не знам дали само ја наоѓам сличноста со возење точак и скијање и она стоење на педали без вртење и без седење на седиштето. И кога го управуваме точакот, пробувам тоа како некое најприродно движење што веќе го имаат искусено у нивното спортско искуство, да им го доближам скијањето, да видат дека така се лизга, да видат траекторијата, дека има патека како што има и на точак патека, дека има подпирање на една па на друга нога, дека навалувањето на точакот е исто како кога ќе ги ставиме колената во еден завој и слично. Мислам дека исто вака за не визуализација, ама како да му доближиш претходно спортско искуство на ученикот. Да, добро е, Нешто што супер. претходно што сега за прв пат ќе се сретне, да му го доближиш, да му го као иџвакаш на некој начин, да му речеш ајде нема гајле. Ние многу често исто користиме, например, за сноуборд, дигни се на прсти како балерина. Да, врши работа, фала, супер. Добра идеја, ја не сум го делел како такво, ама ќе го искористам ова искуство и добре што се делуваат. Фала, Маријан. Ништо, дечки, ајде се слушаме на наредно предавање пак. Ајде, фала многу на сите. Едва и чекаме да скијаме сите. Иначе, за возбуда и за флегма, едно непријатно искуство, ја ќе ви кажам од минатата сабота. Од пренагласена возбуда, уместо да се скијам на Маврово, се скијав на вакво, на аутопут. И да, малце имавме колизија со банкина, ништо страшно, сите сме добри и колата ќе си ја направиме сега за наредна сабота. Али да, дефинитивно тоа е пример типичен за пренагласена возбуда пред да се деси нештото. Све станати на време, тргнати на време, све е како што треба и уствари зашто многу ти се скијало, не си скијал од лани, си искијал малце порано. Тоа е тоа. Ја, например, исто така порано сум имал, сега веќе не знам, сум сонувал дека јас сум у Маврово, едната кондура ми е у Скопје. Ете, тоа е исто така што си сакал да идеш многу на скијање. Некои такви мачни соништа, не можеш све картата затворена за купување. Билетарата не можел да стигне на време човекот што продава билети, бидејќи патот бил завијан со снег, јас стигнав прв у Маврово, пошто Комбево е 4x4 со зимски гуми, такви со нешто некои чудни. Океј, фала ви многу на сите, дечки. Ајде, се гледаме. Лека ви ноќ. Фала, пријатно на сите. Петак се гледаме, чао.